Редовен дневник на К1. И во овој информативен преглед ви ги донесуваме најважните вести од регионот Македонија, светот и спортот. По најавите се враќаме во студио. Останете тука. Локализирани се пожарите на подрачјето на општина Чашка, кај село Дреново и Богомила, но активен е пожарот на Солунска глава. 36 работодавачи заработија казни поради непочитување на препораките да не се работи на отворено од 11 до 17 часот. Бензините и дизелот од ноќеска на полнок поскапуваат за 1 динар по литар. Локализирани се пожарите во општина Чашка. Активен е само на Солунска глава, гори ниска шума и нема опасност истиот да се симне до населените места, информираше денеска командирот на територијалната противпожарна единица Велес Љупчо Лепидовски. Имено екипите на ЕВА на Македонија во идниот период ќе работат на санирање на 14 изгорени столбови во општина Чашка. Снабдувањето со електрична енергија на корисниците од овој регион е овозможен преку времен приклучок, а што е можно поскоро се очекува и трајна санација на оштетата и решавање на настанатата ситуација. Колешката Валентина Михајловска разговараше со командирот Лепидовски. Локализирани се пожарите на подрачјето на општина Чашка кај село Дреново и Богомила. Активен е пожарот на Солунска глава. Гори ниска шума и нема опасност истиот да се симне до населените места, информира командирот на територијалната противпожарна единица Велес Љупчо Лепидовски. Но имаме на терен луѓе каде што контролираат 4-5 луѓе од Шумското, значи со координација со Шумското, со дирекцијата за заштита и спасување луѓе и противпожарната единица се труди да помогне и на тој терен од Чашка. И пак ќе кажам една препорака до општина Чашка да земат малку обврска спрема да организираат група на луѓе каде што ќе бидат на помош на сите овие институции што помагаме. Утрово пожар имаше и на езеро Младост каде беше зафатена боровата шума. По пријава од граѓани со брзата интервенција на противпожарната служба, истиот е локализиран. Во меѓувреме дојде екипа на Шумското каде што продолжи да дежура ради тоа што гледате и сами дека има ветренци и доле лежача маса каде што има лисија, каде што може повторно да се обнови пожарот. Како што информира Лепидовски, и во текот на викендот имало пожар на оваа локација, но истиот бил ставен под контрола. Тој со препорака до сите граѓани, особено до возачите, да не фрлаат од пушоци од цигари и да бидат внимателни за да не дојде до поголема катастрофа. Како причина за најголем дел од пожарите кои ја зафатија земјава е човечкиот фактор, дециден е Лепидовски. Во пресрат на енормно високите температури кои се присутни во земјава неделава, инспекторите за труд од областа безбедност и здравје при работа донеле 36 забрани на работодавачи кои не ги почитувале препораките да не се работи на отворено од 11 до 17 часот. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека од 4 до 6 август 2017 година на територијата на Република Македонија биле извршени вкупно 207 инспекцијски надзори кај работодавачи за почитување на препораките за топлотен бран. 36 забрани за работодавачи поради непочитување на препораките да не се работи на отворено од 11 до 17 часот издале инспекторите за труд од областа безбедност и здравје при работа. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека од 4 до 6 август 2017 година на територијата на Република Македонија биле извршени вкупно 207 инспекцијски надзори кај работодавачи за почитување на препораките за топлотен бран.
Државните инспектори за труд вршеа инспекцијски надзори кај работодавачи од дејностите, градежништво, земјоделство, отпади, комунални услуги, конфекцијски погони и други дејности. На работодавачите во писмена форма им се даваат препораки со нагласување дека мора да се придржуваат кон нив, бидејќи во спротивно ќе бидат санкционирани, стои во соопштението од Министерството за труд и социјална политика. Работодавачите мора да обезбедат адекватна вентилација, по можности климатизација во затворен работен простор, да не работат на отворено за време на најтоплиот период од денот, односно од 11 до 17 часот, да се направат промени во организацијата на работниот процес, односно воведување двосменска работа, со оглед на тоа што територијата на Република Македонија и денеска се наоѓа во портокалова фаза. Работодавачите се обврзани и понатаму да ги почитуваат дадените препораки и да се грижат за безбедноста на вработените во услови на топлотен бран, се наведува во соопштението испратено од Министерството за труд и социјална политика. Оштетувањето на кружниот тек во центарот на Велес како советничко прашање беше упатено до градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев од страна на опозицијата. Тие побараа од градоначалникот оштетувањето да се санира во најскоро време. Но Чадиев потенцираше дека овој кружен тек е направен по сите стандарди, а предизвиканите оштетувања ќе се санираат во најекус рок. Оштетувањето на кружниот тек во центар како советничко прашање беше упатено до градоначалникот на општина Велес на последната седница на Советот на општината од страна на опозицијата. Советникот Кире Гајдов побара од градоначалникот истото да се санира. Кружниот тек не е направен според стандардите, рече градоначалникот Чадиев, но го легализираат затоа што е направен. И не е уред нешто што се направило да се поништуе. Значи има стандарди како се прави кружен тек. Каква улица спојува, колку улици спојува, колка е фреквенцијата на сообраќај и какво вид на возила се движат. Значи дали се движат камиони, тешки товарни возила, скани, леки коли ли се движат само, автобуси ли. И често пати тоа ни настанува од удари на автобусите. Чадиев потенцираше дека оштетувањата ќе се санираат, но во иднина истиот ќе мора да се симне во соработка со стручните лица. Се симне кружниот тек, да се направи една блага косина дима, за да не закачуваат, да не удираат колите. Тоа значи дека целата линија треба да ја симнем и тоа треба стручните лица да кажат како се на нулта точка. Се чека да пристигнат лица од фирмата која што реди бехатон плочки за да се договори околу половина метар од ивицата на кружниот тек да биде поплочена, истакна Чадиев. Со изградбата на кејот на реката Луда Мара во Кавадарци ќе се реконструира така наречениот мост кај Слога. Мостот ќе се реконструира по примерот на претходните два, со што би се добила целосна слика за кејот. Останува и понатаму идејата за изградба на велосипедска патека до споменикот на 12 младинци во Ваташа. Со продолжувањето на доградбата на кејот на реката Луда Мара ќе се реконструира така наречениот мост кај Слога. Иако не бил предвиден во проектот, мостот ќе биде реконструиран за да се направи комплетна слика на кејот. Истиот ќе биде реконструиран по примерот на претходните два моста, изјави градоначалникот Александар Панов. Последниот мост ќе биде реконструиран по примерот на главниот мост во Кавадарци и по примерот на овој кој што неодамна го реконструиравме. Да, нели, со тоа се направи една целовитост. Тие не ни беа на почетокот предвидени во буџетот, меѓутоа не се работи за голема сума, а се постигнува голем ефект бидејќи ако реконструираме се, добро и мостовите да ги реконструираме за да имаме една поголема и поубава слика на овој простор. Бидејќи се поголем е бројот на велосипедисти кои возат низ градот, а кејот би бил одлично место за овој вид на спорт. Затоа градоначалникот ја спомена идејата за таква патека по течението на реката се до споменикот на 12 младинци во Ваташа. Тој потсети и на неодамна отпочнатата патека за велосипедисти кон селото Глишич. Првичната идеја ми беше токму тука да биде простор за рекреација на велосипедистите. Меѓутоа, нели, на барање на советниците ја разгледавме можноста и да градиме велосипедска патика во самиот кеј на реката Луда Мара кон 12 младинци, односно кон Моклиште.
во неодамна отпочнавме не толку успешно со реализација на она велосипедска патека кон селото Глишич, со сите проблеми кои што ги имаме со изведувачот таму и кои што се надевам дека ќе успееме да ги надминеме, бидејќи отпочнаа со еден неквалитет, со нешто што значи учинување на граѓаните кои што седат во непосредна близина на улица Шишка, со тоа што имаме многу разбранувана велосипедска патека. Меѓутоа, на 2 пати ги вративме назад, ќе ги вратиме и по трети и по четврт пат, се додека тоа не биде примерно и не биде позитивно оценето од локалното население. Со доизградбата на кеот на реката Лудамара ќе се добијат околу 3 километри пешачка и рекреативна патека. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци преку пресконференција изрази загриженост за акцискиот план на владата предводена од СДСМ за прифаќање на 200.000 мигранти, како и планот за мигрантска населба во нивниот град. Освен во Кавадарци, акцискиот план предвидува мигрантите да бидат сместени во Гевгелија, Доиран, Битола и Прилеп. Од транзитна земја во Македонија вештачки ќе се менува демографијата на населението, истакна потпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци Антон Лазаров. Општина Кавадарци ниту има можност, ниту ресурси да обезбеди сместување на мигранти како што налагаат. Кавадарци штото почна економски да се развива. Со намалувањето на невработеноста се појави и потреба за работна сила надвор од општина Кавадарци. Но наместо СДС да направи услови да не ни заминуваат младите во западните земји, СДС по налог на некои сили сакаат Македонија и Кавадарци да го наполнат со луѓе кои не им требаат во Европа. Ние во Кавадарци, без разлика на одлуката на владата, нема да дозволиме некои други народи да не ги земаат работните места. Нема да дозволиме да се наруши безбедносната состојба во градот. Владата на СДС не ги штити интересите на сопствените граѓани. На граѓаните им е доста од манипулациите и од марионетските потези. За ова следуваат политички одговорности. И Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес излезе на пресконференција. Оттаму истакнаа дека со ребалансот на буџетот за 2017 година се избришани средствата планирани за климатска рехабилитација на велешките деца погодени од загадувањето на топилница. СДСМ уште еднаш на дело ја покажа својата негрижа за граѓаните, а со тоа и нивното неадекватно работење. Со усвоениот ребаланс на буџетот за 2017 година, во која се избришани средствата планирани за климатска рехабилитација на велешките деца погодени од загадувањето на топилницата, го покажаа својот игнорантски однос, рече Каролина Попова, претседател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и Велес на денешната пресконференција, додавајќи дека на овој начин се крати од здравјето на децата. Без ниту една оправдана причина, СДСМ укинува успешна реализација на 15 годишен проект, преку кој само во последните 4 години повеќе од 1250 деца од Велес искористија климатска рехабилитација. Ова е надвор од здравиот разум. Ова е крајно дрско и безобразно. Со кое лице тие ќе ги погледнат родителите во очи кога ќе се сретнат? Дали ќе имаат доблест да им признаат дека само заради нивните партиски наредби и интереси им ја ускратија неопходната климатска рехабилитација? Од ден на ден се повеќе се покажува нивната нехуманост, неодговорност и неспособност, вели Попова. Повторно се потврдува правилото дека СДСМ едно ветува додека се добере до власт, а друго прави кога имаат прилика да раководат со државните институции. Наместо за потребите на граѓаните, тие се фокусираат на партиските вработувања, на ангажирање на шарени револуции, твитер ликови и слични партиски поддржувачи на СДСМ, подвлекува Попова. Бензинот и дизел горивото од ноќеска на полнок поскапуваат за 1 динар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика.
Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 62 динари за 1 литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 63,5 динари. За 1 литар евродизел ќе чини 48 динари. Како причина за зголемувањето на цените на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 6,89% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,97% понискиот курс на доларот во однос на динарот. Вестите од Македонија. Со стратегијата за бегалци и мигранти 2017-2027, владата на СДСМ се обврзува за истите да обезбеди домување со изградба на кампови, преку 100 згради и населби во кои и тие ќе бидат сместени. Се обврзува дека ќе им обезбеди вработување и плаќање на кирии, доколку државата не обезбеди домување, социјална помош, како и бесплатни курсеви по македонски и бесплатна здравствена заштита и образование. Полициските проверки ќе бидат омекнати со оправдување дека постои можност да немаат соодветна документација за престој во Македонија, а на мигрантите ќе им биде и овозможено олеснето добивање на македонско државјанство, пишува Република. Владата предводена од СДСМ дава целосна поддршка на оваа стратегија и се заложува за целосна имплементација на истата во наредните 10 години. Во акциониот план на владата во секторот домување како мерка стои да се идентификуваат и обезбедат парцели на државно земјиште на располагање за инвестирање во социјални станови, а планирани се барем 100 единици, односно локации, да станат достапни од 2017 година и понатаму. Предвидено е и изградба на бегалски камп на Меджитлија. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија е целосно подготвена за настап на локалните избори, каде што очекуваме со нашата програма и кадровска понуда да освоиме најголем број на гласови на локалните избори, најголем број на советници во споредба со другите политички партии и најголем број на градоначалници, рече пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски на пресконференција, откако председателот на Собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Локалните избори на 15 октомври нема да бидат обични локални избори. Многу прашања не добија одговор од актуелната власт на Заев, Ахмети и Села. Прашањето за двојазична Македонија не беше ветено пред изборите, а денес е товар на незадоволството и достоинството на македонските граѓани. За тоа прашање исто така граѓаните ќе можат да го дадат своето мислење на 15 октомври, рече Милошовски, а го спомене и македонско-бугарскиот договор кој е штетен. Турските царинарници во пристаништето Мерсин открија и конфискуваа 122,6 кг хероин скриен на товарен брод кој пловел под знамето на Либерија. Цената на конфискуваната дрога се проценува на 5,9 милиони евра и била поделена во 102 пакети скриени во контейнери со банани од Еквадор. Хероинот бил откриен од полициско куќе. Во операцијата се приведени 7 лица. Продолжуваме понатаму со вестите од светот. Најмалку 11 лица загинаа, 18 се ранети при напад врз црква во местото Анамбри во југоисточниот дел на Нигерија. Полицијата соопшти дека напаѓачите најверојатно сакале да убијат еден локален жител кој во тој момент воопшто не се наоѓал во црквата. Напаѓачите дошле мислејќи дека нивната цел е во црквата, но по некоја случајност тој не бил таму, изјави шефот на локалната полиција Гарба Умар. Според него овој напад најверојатно е поврзан со шверц на наркотици. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро соопшти дека вчера вечер било извршено напад врз воената база во Венецуела. Двајца напаѓачи се убиени, а 8 се ранети во нападот. Главниот командант на вооружените сили, генералот Хесус Суарес, претходно изјави дека убиено едно лице при напад врз воена база во Валенсија, во североисточна Венецуела. Според Мадуро, 10 мажи избегале по спречениот напад врз базата и властите трагаат по нив. Мадуро изјави дека 20
10 мажи упаднале во базата Парамакај малку по 4 часот из утрината по локално време. Тие изненадиле ноќната стража и влегле во склад за оружје. Председателот изјави дека војниците околу 8 часот влегле во судари со напаѓачите, од кои 10 мина успеале да избегаат, 2 биле смртно погодени, 1 бил ранети, 7 мина фатени. Само еден од напаѓачите е офицер кој дезертирал пред неколку месеци. Мадуро тврди дека нападот бил платен од лидери на антивладини групи во Мајами и Колумбија. Ноќеска нови пожари избувнаа во повеќе делови на Албанија, како и на грчкиот остров Тасос. Само во последниве 24 часа во Албанија се регистрирани 7 нови шумски пожари, во кои се уништени десетици хектари борова и нискостеблеста шума. Во гаснењето на пожарите учествуваат 84 пожарникари, 17 противпожарни возила, 90 војници и голем број волонтери, потпомогнати од хеликоптери. Во борбата со огнената стихија учествуваат и 2 грчки авиони, кои пристигнаа пред неколку дена по барање на албанските власти. Шефот на албанската дипломатија Дитмир Бушати упати голема благодарност до неговиот грчки колега за помошта. Во исто време, активни се уште десетина пожари во недостапни планински предели во разни делови на Албанија. Според електронското издание на весникот Прототема, на грчкиот остров Тасос без најголем пожар, кој уништил голема шумска површина. Пожарот избувнал во реонот на местото Лименарија. 22 пожарникари со 10 противпожарни возила и 20 на доброволци учествуваат во гаснењето на огнот. Во текот на денов се очекува да им се придружат и 2 авиони канадери. Грчките власти предупредија на висок ризик од пожари во земјата во текот на целава недела, кога температурите се очекува да надминат 40 степени Целзиусови. Денеска имаме сончево и многу топло време со температури до 41 степени, УВ индекс 9. До четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на претежно стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе возможи продолжување на периодот на претежно сончево и многу топло време. Ова е последната информација за ова информативно издание. Јас ви благодарам на вниманието и пријатно.